Сега преминуваме на следната најавена тема. Денеска и посакуваме добре дојде на професорката по македонски јазик Емилија Жупановска, која им го предава македонскиот јазик на младите генерации ученици во училиштето Македонски бисери во Волонгонг. Повод се и уписите за оваа година, кои се и натаму отворени за сите заинтересирани ученици, но и Меѓународниот ден на мајчиниот јазик, што се одбележува утре на 21 февруари, но со оглед на неговото значење и нашите пообемни содржини во врска со изучувањето на македонскиот јазик овде на овие простори, одбележувањето го започнуваме денеска. Да го слушнеме разговорот со професорката Емилија Жупановска. Емилија, добар ден и благодарам што одвоивте време за да информираме за уписот во оваа година, кој започна пред 2 недели, но кажете ни, доцна ли е доколку некој сака да се запише и да ги посетува часовите по македонски јазик во Македонски бисери? Благодарам, Радица, за поканата. Често и задоволство ми е повторно да обновиме соработката која трае веќе неколку години од моето доаѓање овде во Австралија. Секако дека не е доцна, сите деца се добре дојдени кога се во можност, посебно родителите, бидејќи знаеме колку се зафатени со работа плюс додатни обврски, секој негде носи некои деца. Меѓутоа мислам дека јазикот треба да си го почитуваме и негуваме и овде. Еве веќе 4-та година почнуваме со училиштето, значи не сме веќе почетници, од прилика ги знаеме работите како стојат, имаме неколку нови дечиња, меѓутоа со оглед на бројот колку македонци не има овде и колку секојдневно се среќавам со некои што воопшто, ако не е презимето, нема ни да препознам дека имаат наше потекло, бројот не е задоволителен. Мислам, крај многу мал, со оглед на тоа што и училиштето воопшто не се наплатува кај нас. Значи се што е покриено преку државата, не сакаме да земаме да ги оптеретуваме родителите со додатни трошкови. Значи се сосема бесплатни часовите. Да. Па што мислите тогаш дека е причината за тоа? Немањето време или? Па, може би да. Некој изговор на родителите секако и баш ме зачудува фактот што еве и последнава година и претходно се доаѓаат претежно деца што се од мешани бракови, некако имаат поголема желба да учат, а ние што сме, нали, да речеме мајка и татко од иста етничка припадност, некако не го зборуваме дома јазикот, не се трудиме децата да ги донесеме на училиште, меѓутоа ајде да се надеваме дека ќе е подобро, еве отворено. Добро, значи уште е отворен уписот, може да се запишат. Тие што сакаат. Емилија, какви едукативни и забавни содржини вклучува наставата за оваа година и дали според вашите досегашни искуства сте на мислење дека истите го следат пребрзиот технолошки развој со цел да го задржат вниманието на овие нови генерации? Да, до некде се сложувам со, нели, се во текст со современото и со она што новите генерации си го носат своето. Меѓутоа, секако листче хартија, тетрадка, книга нема вредност во однос на компјутер или таблет. Тоа го велат и научниците, значи друго е кога ќе материјалот ќе ни дојде како пречвакан и друго е кога ние си ја добиваме информацијата, па создаваме представа во главата од слики, бои, звуци, ликови, разликувајќи добро, лошо и така натаму, нели? Само кажав една банална споредба. Меѓутоа, еве се трудиме. Годинава бев во Македонија скоро 3 месеци, останав таму. Донесовме некои книги, благодарности до Агенцијата за иселеништво, ми излегува во пресред и со време за возрастни литература ми дадоа некои книги, детски нови буквари. Донесовме овде нешто и сфотокопиравме. Плюс, нели, отворено е училиште е на заедницата, не е во редовна настава, значи отворени сме се што е нешто ново преку интернет. Стимнуваме, пробуваме, има интересни содржини со новата апликација Биби за македонци. Исто така поучно, баш со ќерка ми почнав да следам да видам дали е добра за ова. Мислам дека има веќе илјадници преземења на нивната апликација. Исто имаше и претходно Бонтон на македонски анимиран цртан филм. Понекогаш вметнуваме нешто. Тоа еве за годинава имам, значи освен од Агенцијата за иселеништво, што секако сме во контакт за следни книги. Понекогаш објавувам и на социјалната мрежа Facebook, па
се пријави еден господин од Скопје кој што се своеволно без никаква надокнада реши да ни донира 6 од неговите книги, кои 2 се детски. Патувањето на тие книги, значи, преку пошта ќе го покрие Агенцијата за иселеништво. И се надеваме дека од тој аспект одиме напред во таа смисла. Од друга страна, си вметнуваме некои наши идеи. Јас за оваа година имам во план да ги однесам децата во библиотеката во Волнгол, бидејќи јас имам посетено, има македонски книги, има катче. Не се многу, па сега се трудиме доколку претходниот амбасадор или сегашни вековица, не знам ни, воопшто не сум ни во текстот тие работи, меѓутоа имав испратено писмо дека ни треба да обновиме и литературата, посебно детска и современа во Волнгол. За вака младите генерации да има нешто да земат, да сепак книгата си е книга и остануваат. И управата овде на Волнгол промовира книги, сегде ја ставаат како за бесплатно се земаат, значи што е добро. Јас сепак како воспитувач и наставник ја почитувам книгата пред се. Така се разбира. Емилија, споменавте Агенцијата за иселеништво и нивната поддршка. Сметате ли дека се доволно отворени за соработка и за помош? Па моето искуство досега покажува дека да, посебно сум и благодарна на Билјана Костова. Секогаш ме излегува во пресред, дали нешто што треба. Ми имаат испратено карта на Македонија, некои така материјали, што и тие колку се во можност. Сега не се иселеници само во една држава, така. А и нивниот буџет. Минатата година планираа да дојдат овде во Австралија, за годинашно мислам дека не им одвоиле ништо, како што ми рекоа, тие беа во некои европски земји, бидејќи сега македонскиот јазик скоро во сите европски земји ние соработуваме, имаме и страница каде што се поврзани сите училишта, учителки исто така. Еве ќе напоменам, летово тие имаат и обука за сите наставници што се во странство, што го воспитуваат македонскиот јазик, што го учат, а исто така и за децата има летна школа. Па, значи имаме неколку месеци предвремено ја известуваат за сите овие активности. Која е таа страница, како е името на која што велите дека се наоѓа? Агенција за иселеништво се вика нивната страница, може да посетат, има постојано активности. Еве, во последно време се доста ажурирани и не можам да се пожалам. Добивме од нив и честитка за нова година, меѓутоа имаат исто и пожалба дека многу работи кои што испратиле, сега не знам дали е до македонските пошти, не сакам никого да обвинам, некои работи и материјали не биле стигнати. Јас тој проблем за сега го немам. Се што сме порачале сме добили или обратно што имаме испратено е добиено. Така, одлично. Емилија, од постираните содржини, еве, кога веќе ги спомнавте социјалните мрежи, на активната страница, Facebook страница на Македонски бисери, може да се заклучи од она што е поставено, нели, дека постои голема блискост меѓу членовите на заедницата и со фолклорната група со исто име и со училиштето. Може да се видат повеќе генерации и млади и стари како се дружат на исти настани. Како успевате во тоа? Што е клучот на добрата соработка? Па еве, родителите секако, посебно оние што како јас се дојдени не толку доцна овде, не оние што се родени, маде и оние секако има вклучени, некако се ги влече македонското, македонски муавет, македонски разговори, друштво со наши луѓе, нели? Наша музика, наша софра неминовно е на наши активности, секој најубаво си поминува и некако тука си се наоѓаат. Има и многу од големата група млади деца што потоа си наоѓаат тука, дали дечко, дали девојка, што ете има некоја, да речеме, поврзаност помеѓу и родителите, а потоа и децата. Исто годинава издадовме многу убав календар на кој сум посебно благодарна. Имаме и нова управа. Председателката Лидија е млада и доста амбициозна, мотивирана, да не речем родена за лидер на вакво нешто, бидејќи многу од овие работи се волонтерски. Навистина треба некој да вложува и време, и трпение, и сооднос со сите тие родители, деца, а секако знаеме на сите ние како втора работа, да речем. Ова е само од љубов и задоволство пред се, па. Одлично. Тоа е. Добре, Емилија, ви благодарам за разговорот и ви посакувам многу успех во образовната настава за изучување на македонскиот јазик во 2019. Благодарам, Радица, еве и вие и сите слушатели кои во можност секогаш сте добредојдени во Волнгол, да отворени сме и да го посетат нашето училиште и да видат како работиме и
заеднички да се здружиме и да го сочуваме македонскиот јазик овде во Австралија. И еве ќе кажам една мисла која посебно ми се допаѓа во чест на денов. Замечениот јазик, на која Блаже Коневски вели, преку литературниот јазик се закрепнува најздраво свеста за припадноста кон нацијата. Поздрав и секое добро. Тоа беше разговорот со професорката по македонски јазик Емилија Жупановска, која предава во училиштето Македонски бисери во Волонгонг, Нов Јужен Велс. И сега имаме една куса промотивна порака, пред која само да ве подсетиме дека SBS радио можете да слушате каде и да сте. Апликацијата за мобилни ќе ви помогне да слушате SBS во живо или едно од нашите претходни 6 програми. А избор прилози, видеозаписи и фотогалерии можете најдете на нашата Facebook, на нашата интернет страница, значи sbs.com.au/Macedonian и на Facebook страницата Facebook SBS Macedonian. По оваа куса промотивна порака ќе слушнеме и од повеќе ученици на различна возраст и од различни училишта од Викторија и од Нов Јужен Велс. Останете со македонската програма на SBS радио, ќе имате можност да слушнете многу убави и интересни, симпатични одговори за тоа што им значи изучувањето на македонскиот јазик. И само да напоменам дека прилогот е збир на одговори кои беа добиени преку наши поранешни интервјуа со учениците, а некои ни беа и испратени од самите ни во кампањата Зборуваме македонски во март. Останете со нас. Дали сакате филмови? SBS On Demand на располагање има стотици филмови кои можете да ги гледате во било кое време. Гледајте ги најдобрите светски драми, документарци, хорор, комедии или романтични филмови. Посетете ја sbs.com.au/on demand. Ние учиме македонски јазик во Австралија. Татко ми е од Египет. Тато е кинез. Татко ми е македонец. Моето дедо ми е македонец. Моето татко е македонец, ама е роден во Австралија. Ние зборуваме македонски дома. Да живее македонски јазик! Се викам Тамара Димовски и имам 15 години и учам македонскиот јазик од 5-то одделение. И јас сакам да си го зачувам јазикот, бидејќи мајка ми и татко ми се од Македонија и сакам да си ја продолжам традицијата од Македонија. Јас сакам за себе да си го зачувам јазикот, бидејќи имам роднини во Македонија и исто така мајка ми и татко ми не ми тера, ама сака пак да учам да си го учам македонскиот јазик. И исто така брат ми учеше тука. Јас се викам Мартин Јовановски, имам 14 години и учам македонско јазик за 2 години сега. Ние сме сите македонци и знаеш, ако сме ќе зборуваме дома македонски. И имаме многу фамилија во Македонија што видиме многу пати и има помалце време кога ќе ми праша нешто, а нема да разбирам се. Овде одам во часот да, знаеш, можам да зборувам со фамилијата и родителите и бабоци, дедоци и така само за communication. Добро е да научиш секунда јазик, знаеш, и добро е за ако сакаш да одиш низ светот, знаеш, да одиш кај други земји и да зборуваш со други луѓе, знаеш, да правиш нови другарки во другиот side of the world. Јас сум Јана Добравска и учам македонски јазик во VSL Thomastown. Изучувам македонски јазик веќе 5 години, бидејќи сум родена во Македонија и не сакам да го заборавам мајчиниот јазик. Дома сите збориме македонски и ми доаѓа во корист, бидејќи можам да комуницирам со моите блиски роднини од Македонија. Исто така
Сметам дека македонскиот јазик ќе ми биде од голем корист во иднината за мојата работа. Христијан Лазаревски и го учам јазикот сега за 7 години. Во четврто одделение отидов во Македонија за цела 1 година и таму одидов на училиште исто така, во Климент Охридски. И мислам дека многу е важно да се изучува македонски јазик, да се зачува културата, да се знаат традициите и да се дружиме со сите други македонци, да можеме да разговараме со македонци во Македонија и така. Јас сум Оливија Илиовска и јас сум 11 години. Јас учам во Kilo Dance College. Сакам да зборувам македонски и сакам да пишам и зборувам со мојата фамилија. Јас идам тука во Kilo Dance College, оти сакам да зборувам со мојот родини и пријатели. Здраво, јас се викам Матеа. Учените на македонскиот јазик значи да се зачува традицијата, културата овде во Австралија. Ако јас не одев на македонско училиште, немаше да ги знам македонската историја, за кој се дошав и Питогули. Немаше да знам како се слават на празниците, Великден, Божик и Свети Никола. Јас се трудам да го зачувам македонскиот јазик. Здраво, моето име е Никола. За мене учењето на македонскиот јазик е многу важно, затоа што дедо ми вели: Лучко, сме македонци и дома треба само да зборуваме на македонскиот јазик. Мора да знаеш од каде е твоето потекло и да не се срамиш, да кажеш дека си македонец. Затоа јас учам да зборувам, читам и да пишувам на македонскиот јазик. Јас многу го сакам дедо и Македонија. Јас се викам Софија и сакам да учам македонски за да поздравувам луѓето со песна. Добро утро, како си, многу добро, фала ти. Јас сум Денис Наловски и јас имам на македонска школа, за да можам да учам македонски, да читам, да пишам и да можам да зборам со моите родители, баби, дедовци, за кој одам Македонија, да можам да зборам и да се разберам со луѓето. Здраво, јас викам Нора. Јас учам македонски јазик за да можам да зборувам со баба ми и дедо ми. Јас учам македонски јазик да ги разбирам приказните на баба ми. Македонски јазик е мајчиниот јазик на мајка ми и татко ми. Здраво, јас се викам Антони. Мене сум обичен будувам македонска носија. За мене е многу важно да учам македонски јазик, за да можам да зборувам со сите роднини во Македонија. Мама и тато се многу среќни кога дома сите зборуваме на македонски јазик. Кога ќе порастам, сакам и јас да живеам во Македонија. Таму е многу убаво. Јас сум горд што сум македонец. Го учам мајчиниот јазик, бидејќи имаме голема култура и традиција. Можам да играм македонски ора, да пеам македонски песни и да читам македонски книги. Горда сум бидејќи припаѓам на две култури, на австралиската од каде сум родена и на македонската од каде ми се корените. Тоа ме прави богата. Здраво, јас се викам Мартина и јас го учам македонскиот јазик во училиштето Свети Климент Охридски во Рокдал. Јас многу сакам да учам македонски, бидејќи јас можам да ја читам мојата омилена книга, Алиса во земјата на чудата. А вие? Зошто вие го учите вашиот мајчин јазик? Јас се викам Петар и јас сакам да го учам македонскиот јазик, што е еден од најстарите јазици. Јас се викам Филип Мирчевски и јас сакам да учам македонски, оти
Сакам да зборувам македонски со мојата фамилија и да пишам, да читам и да зборувам македонски. Јас се викам Тијана Степановски, во 4-то одделение сум. Јас учам во Kill Downs College за македонскиот јазик. Многу ми е потребен да го учам македонскиот јазик, бидејќи да зборувам со моите родители и фамилија и мојата баба и дедо во Македонија, исто тако со моите брачеди во Македонија. Јас сакам да учам македонски. Јас сакам да читам македонски книги како ова. Сите ми велат дека јас личам како нина во ова книга. Јас сакам да бидам добра како нина. Здраво, јас сум Анастасија. Јас најмногу сакам да учам македонски, дека јас ќе читам македонски книги и да јадам македонски јадење како мазник, зелник и кифли. И ти можеш да учиш македонски јазик ако сакаш. Зошто сакам да учам македонски јазик? Јас се викам Стефани. Сакам да го учам македонскиот јазик, затоа што моето потекло е од Македонија. За да ја посетувам државата во која се родени моите родители, требам да го учам македонскиот јазик кој од срце го сакам. Зошто сакам да учам македонски јазик? Убаво прашање. Благодарам. Мајчиниот јазик се учи да им покажеш на мама и на тато дека ги сакаш, за да бидеш попаметен, за да ги си разбериш корените и на баба да ги почитуваш спомените. Здраво, јас сакам да учиме македонски песнички. Играта на Мими. Си игра Мими со iPad-от Мини. Го притиска, си смее, си зборува, си пее. Срекна е Мими во царството, на игри патува. Се што со прстото на iPad-от ке го добре го позлатува. Здраво, јас сум Габриел Шповски Хал. Погодувате, нели? Мајка ми е македонка, татко ми е кинес. Учам македонски јазик да и ги разберам на баба ми спомените. Да и ги засакам на дедо ми корените. За да можам да се дружам со роднините. Јас учам македонски од и не знам. А дома мајка ми, татко ми, баба ми и дедо ми сите зборува македонски. А јас морам да научам. Јас се викам Шана. За мене учење втори јазик е богатство. Ме повреда со мојата култура и фамилија. Ми дозволи да истражувам моја љубов кон поезија и да свирам народни песни на пијано. Учење втори јазик е возбудливо, интересно и вештина што можам да користам цел живот. Македонско девојче. Благодарам. Ете, тоа беа учениците од повеќе различни училишта во Викторија и во Нов Јужен Велс, кои ни кажаа што им значи изучувањето на македонскиот јазик овде во оваа мултикултурна земја која ги почитува потребите на различните заедници да си го промовираат својот мајчин јазик, своите културни и национални обележја, традиции и обичаи. На оваа тема продолжуваме и во утрешната емисија во чест на Меѓународниот ден на мајчиниот јазик. А писмото на македонскиот јазик беше инспирација и на легендарниот македонски гитарист Владко Стефановски, што ја преточи во прекрасната композиција насловена Кирилица, со која ја завршуваме денешната програма на македонски јазик на SPS радио. Ви благодарам за вниманието денеска, се надевам ќе бидете и утре со нас. Од Радица Бојковска Димитровска, пријатно попладне. Моливи, барам рими за нови стихови,
Čuvam bukvi mali golemi, pečatni, rakopisni, kirilični. 31 ptica, veselo peja dvohorna žica, i sekoj klasi ima svoja bukva, od naša ta azbuka, kirilica. Čitam me, pišu vam me, po sekoja prilika, zlatno pismo, zlatni bukvi, kirilica, kirilica. Da ja sačuvam me, po sekoja me prilika, naša ta prva azbuka, kirilica, kirilica. A, B, C, D, E, F, G, uči me stranski jazici, no najvažno C, A, B, V, G, D, J, da ne gi zaboravi me. Naši rod jazik je makedonski, naše to pismo je kirilsko, o amanet nije staveno pred nogu